Почитувани, осиромашувањето и плячката на народот од страна на Зоран Заев и СДСМ не запира. Со најавата за поскапување на струјата, власта повторно планира да удри по джепот на сите граѓани. Имено, ВМРО-ДПМНЕ како одговорна народна партија, но и ние пратениците, за да го спречиме ова најавено поскапување на струјата и да ги заштитиме граѓаните од уште еден грабеж, пред повеќе од еден месец побаравме стапката на данокот на додадена вредност за електрична енергија да се намали од моменталните 18 на 5%. Нашето барање и предлог за намалување на стапката на додадена вредност од 18 на 5% е токму поради недомакинското и криминално работење на АД Елем и АД Мепсо, каде доминантен собственик е државата. Тие се единствената причина поради која владата, предводена од Заев и СДСМ, планира поскапување на цената на електричната енергија. Важно е да се напомене дека власта го послуша барањето на ВМРО-ДПМНЕ, но половично. Тука се гледа неискреноста во намерата на владата да излезе во престрет на барањата на граѓаните и компаниите. Токму затоа, денес сакаме да ја информираме македонската јавност дека пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за обнова на Македонија ќе поднесе 2 амандмани со кои ќе го спречиме осиромашувањето на народот кој владата на Заев го најавува и подготвува во следниот период. Имено, со првиот амандман бараме стапката на данокот на додадена вредност за електричната енергија од 5% да важи за сите, и за граѓаните и домакинствата, но и за компаниите и индустријата. Додека пак со вториот амандман бараме стапката на додадена вредност да остане 5% и во случај цената на електричната енергија да остане иста или продолжи да расте и во иднина. Сметаме дека ова е од исклучителна важност, бидејќи со ова ќе спречиме ново и дополнително зголемување на цената на електричната енергија во следниот период. Почитувани, ова се предлозите на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата со кои ќе се спречи осиромашување и грабеж на македонските граѓани. Сега власта е на потек. За таа цел апелираме до пратениците од владеачкото мнозинство и до владата предводена од Заев и СДСМ, доколку имаат искрена намера и навистина се грижат за граѓаните, да ги прифатат овие предлози. Во спротивно, доколку не го сторат тоа, уште еднаш по кој знае кој пат ќе докажат дека грабежот на граѓаните завзема се поголем замав и никако да престане. Доста е.